Од аспект на одржаната пресконференцијата на пратеничката на СДСМ, Даниела Колева, би сакал да истакнам дека најверојатно целата пратеничка група на СДСМ е особено збунета, бидејќи досега од тоа што е пристигнато од владата како антикризни мерки, и пак морам да нагласам дека најверојатно 70 до 80% од работите кои што ги кажа не се пристигнати. Комисијата за финансирање и буџет одржа седници на кои што беше поминат Законот за задолжителни нафтени резерви, со кои што јавните предпријатија од државна собственост, кои што се формирани од самата држава со презнак енергетика, ќе може да повлекуваат нафтени резерви. Исто така беше помината и онаа одлука за прераспределба на буџетски средства со кои што 60 милиони евра се доделија на ЕСМ за повторно да може да склучуваат договори во 4 очи покрај тоа што велат дека се справуваат со кризата. Од аспект на законот кој што бе спомената за финансиска поддршка на ранливите категории, би сакал да истакнам дека ние како пратеничка група ќе поднесеме 6 амандмани заради тоа што сметаме дека опсегот кој што го нуди СДСМ е недоволен, односно 20 милиони евра за категории на луѓе кои што се премногу малку, а ние сметаме дека во вака концепираната одлука има средства да бидат проширени за повеќе категории. Ние ги офаќаме сите категории на пензионери кои што треба да добијат финансиска помош, не само ние до 14.000 денари. Исто така бараме да им се помогне и на самохраните родители со деца до 18 години, на активните баратели на работа, на студентите, на средношколците, и со една финансиска конструкција им укажуваме од каде може да се скратат средствата, за каде да се додадат. Оние кои што ги кочат антикризните мерки се самите СДСМ, бидејќи прво тие антикризни мерки кои што ги промовираше владата и премиерот не се стасани до собранието, а оние кои што се стасани немаат кворум за да ги изгласат, и покрај тоа што ние кажавме дека кворум за антикризни мерки и за пари кај граѓаните секогаш ќе бидеме расположени да им помогнеме во истото. Повелете прашање. Ова е добро прашање. За да се намалат цените на прехранбените производи, неопходно треба да се направат 3 работи. Прво, Министерството за економија да го изработи законот за нефер трговски практики од аспект на производите за исхрана и земјоделски во малопродажба и да го достави до собранието за да може да се помине. Второ, веднаш и неодложно да се реагира со стоковите резерви на храна и тие да бидат пуштени во слободниот пазар со тој начин на кој што ќе се зголеми понудата и ќе се направи притисок на цената да се намали. И трето е прифаќање веднаш на антикризната мерка на ВМРО ДПМН секој викенд без ДДВ за прехранбени продукти додека е прогласена кризна состојба, односно до април 2023 година. Ако ги стори овие 3 работи, јас ви гарантирам дека цената ќе падне многу повеќе од 10% од тоа што го кажуваат владата, а тоа нивно тврдење дека цената ќе падне 10% заради тоа што ќе мигрираат предпријатијата на регулиран пазар, едноставно нема да се случи затоа што нема никаква економска логика.